Благодарам. Почитувани пратеници, моето директно прашање до директорот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија за 2018 година е следново. Господине директор, кој беа... Господине председател на комисијата. Господине председател на Регулаторната комисија, каков беше ефектот врз економијата, особено врз транспортните предпријатија, од зголемувањето на акцизата за дизелот од 3,5 денари донесен од владата на Зоран Заев? Со тој инструмент, со тој дополнителен арач, со таа дополнителна потрошувачка, со таа дополнителна давачка, од македонските граѓани се исцедија 30 милиони евра. 30 милиони евра. Ефектите беа ужасни во делот на транспортот, транспортните компании, но исто така и семејствата во Македонија. Истовремено, имате ситуација каде што кога имавме влада на ВМРО ДПМН, претходната влада, цената на дизелот беше 46 денари. Сега ви е цената на дизелот 61 денар. Во вашето владење, цената на дизелот по литар отиде нагоре за 33%. За 33%. И наместо да реагирате и да ги растеретите граѓаните, вие, вашата влада, овие пратеници на СДСМ тука гласа за зголемување на акцизата од 3,5 денари. Собравте и исцедивте од народот дополнителни 30 милиони евра. Што постигнавте? Буквално ништо. Еве, пред малци имавме дискусија за субвенциите. Субвенциите се неисплатени во земјоделието. Едва дали имаме исплатени во тек на цела година 45%, 55% не се исплатени. Капитални инвестиции нема. А да земете од граѓаните, да земете од народот, први сте. 3,5 денари земавте и земате од секој литар дизел во оваа држава. Тогаш кога го правдавте тоа, велевте во име на екологијата. Колку тоа отиде на екологијата и за почист воздух? Ништо. Отиде 1,6 милиони евра. 1,6 милиони евра, од кои што претходно се извојувале милион, дополнителни се само 600.000 евра. 30 милиони имате собрано во името на почистиот воздух, а за почист воздух од 2 милион евра. Затоа, господине председател на Регулаторната комисија за енергетика, имате ситуација каде што коалицијата ОО2 од невладини организации со право во ноември 2018 година ви вели: со кое морално право, господа од СДСМ, од владата, со кое морално право премиерот Зоран Заев зима огромни средства од граѓаните, а за загаден воздух само 1 милион евра? Само анексот, почитувани присутни, само анексот за патот Кичево-Охрид, подпишан од оваа влада, испреговаран од Кочо Анјушев, а подпишан од Горан Сугаревски, само анексот е 187 милиони евра. 187 милиони евра, тоа ви го вели коалиција О2 од граѓаните. Без тендер. Сте подпишале 187 милиони евра без тендер. Претходно велевте дека овој плат кој што требаше да чини 350-400 милиони евра е прескап, а сега кога чини 600 милиони евра, сега тоа било таман и била симната цената. Уште еднаш, без тендер. Значи, ваму 187 милиони евра без тендер за пат, дополнителни со анекс, ваму 30 милиони евра земате од народот и од граѓаните со 3,5 денари за секој да има дизел. Тоа ви се трошоци на ниво на семејство, во кое семејство 700 денари повеќе месечно, во кое семејство 1000 денари, кад 1500 денари. Замислете која е цената за еден автопревозник, за еден автобус, колку е тоа повеќе пари за секој кој што користи трактор, колку е тоа повеќе пари за секој што има камион, во име на поднаводници екологијата, а вашата влада за екологија вели за почист воздух ќе има 1 милион евра. Па кој е тоа лицемерие? А воздухот, гледаме, Скопје најзагадено во Европа и најзагадено во светот. Паралелно Скопје загадено како Калкута, која што има 15
20 милиони луѓе, Дака во Бангладеш кој што има 15 милиони луѓе, Скопје загадена како градови кои што имаат по 10, 15 или 20 милиони луѓе. Таа работа, почитуван председателе на Комисијата за енергетика, таа работа се покрива во ова собрање. Во ова собрање се покрива анекс на договор за автопат од 187 милиони евра дополнителни без тендер. Тука со невидена леснотија се гласа за 30 милиони евра да им се дигнат акцизите на граѓаните и секој кој што кога ќе отиде и кога ќе наполни 60 литри дизел да треба да плати дополнителни 250-300 денари. Само затоа што Заев не знае да се организира работата. А после тоа, откако ќе ги земете сите пари на граѓаните, нема капитални инвестиции, нема поделба на субвенции, нема алоцирање на средства. Тоа е катастрофата во која што се наоѓаме, почитувани присутни. Тоа е состојбата која што имаме. И на крајот, ве молам, кажете ми, кога сме веќе на овие теми, каде во програмата на СДСМ во 2016 година ветивте и најавивте, каде кажавте дека ќе зголемите акцизата од 3,5 денари за дизелот и нафтата? Никаде, колеги од СДСМ. Повелете, одговорете. Никаде. Нема еден збор и една буква за тоа. Не им го најавивте тоа на граѓаните, а им го направивте. Им ветивте чист воздух, а нема абер од чист воздух. Петре Шилегов беше прв да протестира под наводници за чист воздух, и Јани Макрадули, и Павле Богоевски, и Златко Марин и сите останати, а сега кога имаме најзагаден град во Европа и во светот, никому ништо. Никому ништо. И оваа лицемерна влада ќе издвои за загадување на воздухот 1 милион евра. А ќе собере 30 милиони евра само по основ на дополнителна акциза зголемена минатата година од владата на Зоран Заев и неговите 28 министри. Тоа е катастрофата во која што се наоѓаме, жално и тажно. Но доаѓа времето и доаѓа денот. Ќе се видиме на избори, сакали или не. Да, до година. И ќе бидете поразени, и да, Македонија ќе се исправи. Да, апсолутно, Македонија го преживее ова и да не се повтори. Благодарам.